Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија на вчерашната седница донесе неколку одлуки. Меѓу нив е донесена одлуката за набавка на 15.000 до 20.000 нови столчиња за стадионите низ државата. Распределбата на столчињата ќе се врши согласно препораките на општинските фудбалски сојузи и управниот одбор на ФФМ, а ќе ги опфати клубовите од првата, втората и третата македонска фудбалска лига каде што се исполнети услови за нивна монтажа. Клубовите во соработка со локалната самоуправа ќе бидат одговорни за обезбедување на монтажа на столчињата со цел стадионите да бидат поудобни и подобро опремени за навивачите. ФФМ со оваа иницијатива продолжува да вложува во инфраструктурата и подобрување на условите за развој на фудбалот во Македонија. На вчерашната седница беше закажано и редовното генерално собрание на Фудбалската федерација на Македонија кое ќе се одржи на 21 март во Скопје со почеток од 11 часот. Дополнително, управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија донесе одлука за бесплатен влез за сите 6 надпреварот УЕФА квалификацијскиот турнир за жени до 17 години кој ќе се одржи во Струмица и Турново во период од 28 февруари до 6 март годинава. Управниот одбор на ФФМ донесе одлука за бесплатен влез за квалификацијскиот надпревар на репрезентацијата жени Македонија против Андора кој ќе се одигра на 7 март 2026 година на стадионот Петар Милошевски во Битола. Управниот одбор на ФФМ донесе одлука за именување на Светозар Станковски, член на управниот одбор на ФФМ и поранешен репрезентативец за нов претседател на комисијата за надпреварување на место на Васко Дојчиновски. Управниот одбор изразува благодарност кон Васко Дојчиновски за досегашната работа и посветеност.